Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Присуството на припадници на еврејската група Лев Тахор на територијата на земјава предизвикува вознемиреност и реакции од локалното население. За време на престојот во Куманово, групата која брои околу 40 члена постојано беше метана до фрлања, состојбата ескалираше кога мештани фрлаа јајца и откорнаа капија на една од куќите во кои беа сместени. Тоа беше аларм за полицијата дека групата треба да се дислоцира на безбедно, па по одбивањето на повеќе хотели да ги прифатат, припадниците на Лев Тахор конечно се сместија во хотел во Скопје, чија локација од безбедносни причини не се открива. Од групата сега се жалат дека се чувствуваат како да се во притвор, иако легално престојуваат во Северна Македонија. Станува збор за луѓе со канадски, американски, белгиски пасоши кои често ги менуваат државите на престој, во дел се соочуваат со реакции од домицилното население, а во дел со проблеми со властите, особено поради специфичниот однос кон децата и жените. Се сметаат за еврејска секта формирана во 80-тите години на минатиот век со едва и неколку стотици приврзаници во целиот свет. Зошто во мултиконфесионална Северна Македонија наидува на ваков прием е една од темите на кои вечерва ќе разговарам со директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи Даријан Сотировски во засебно интервју, а потоа и во дебата со моите колеги новинари Бранко Ѓорѓевски и Маријан Николовски. Со нив и со Андреа Богдановски, докторант на Универзитетот во Бакингем, Велика Британија, ќе го отвориме и прашањето за признавањето на Македонската православна црква во контекст на актуелната руско-украинска криза. Реклами па најавените содржини. Гледате 360 степени. Зошто во мултиконфесионална Северна Македонија нема место за еврејската секта Лев Тахор? Зошто присуството на 40 на припадници на оваа група талкачи по светот предизвика толкава вознемиреност кај овдешното локално население? Дали фундаментализмот на Лев Тахор некој го измеша со друг вид фундаментализам? Ова се дел од прашањата на кои вечерва ќе бараме одговор. Прво во разговор со директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи Даријан Сотировски, а потоа и во дебата со колеги новинари. Даријан Сотировски, добро вечер, добре дојдовте. Благодарам на поканата. Реков, вие сте директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи. Дали и требаше дозвола од вас на оваа група за влез на територијата на Република Северна Македонија? Не, како што не е потребно на ниту еден странец кој што во моментов се веројатно десетици илјади во државата, кои што имаат одредена верска афилијација, но не добиваат согласност да престојуваат во нашата демократска држава. Кога се бара дозвола? Ако се вршат верски обреди? Кога доаѓате, кога сте странец, доаѓате на покана на регистрирана верска заедница од државата за да вршите манифестации на верата, верски обреди или верски поуки. Тоа во овој случај не Апсолутно не е, затоа што ова група на странски државјани и пред престојот тука и за време на престојот воопшто немаат ни контакт со македонската еврејска верска заедница. Тоа што се молат во рамките на куќите, становите, хотелите каде што престојуваате е приватна работа. Апсолутно, во приватната сфера и е дел од нивното неприкосновено граѓанско право, каде една од темелните работи е правото на вероисповед, гарантирано и со домашното законодавство и со меѓународното. Сакам да видиме една изјава дадена вчера за телевизија 24 на една од припадничките на групата, која што во моментот престојува на територијата на Северна Македонија, во која се жали сега за околностите во кои што престојуваат. Да ја видим изјавата, па ќе ја коментираме. We are being kept in the hotel like in kind of a ghetto. Which kind of ghetto? Not by the hotel owner. The ghetto is actually made with rules by the police officers. There are different kind of police groups. We get all kind of messages and orders, like, for example, we should not get out on the streets just if it's necessary. If it's necessary, just women should go out, not men. We should be reporting every time, and we should be reported every time we get out, who is getting out, for which reason, where we go. The passport, the ID of the person has to be given. We should not meet with any outsiders, like media for sure not, and we should not allow the media to come inside and speak to us. And then we should not be walking around in the lobby, not to make people see us and whatever, just be in the rooms and
in the restaurant area, but nothing more. Хотелот им е веќе прескап да го плаќаат, бараат куќа за да можат да се сместат со семејствата, но сите каде што ќе се јават ги одбиваат, со извинување дека не може да им издадат сместување поради притисоци. But the worst thing is that we need to find an apartment where to stay, house apartment or whatever, and we cannot get anything since wherever we go, the police is approaching them and telling them and asking them, are you ready to accept them, and telling them all kind of rules, and this makes a person refrain from taking us to their place, which is very understandable. Like this, when we left Kumanova, there was in front of the bus a police car with blinking lights, and in the back of the bus there were in total 3 cars. And everywhere we arrived, it looks like, I said, if I were to be a hotel owner and I see a bus coming like this with police, I would not accept these people. It looks like detained people. So if we are being detained, if we're supposed to be detained, then it makes sense to be detained. If we're not supposed to be detained, why keep us like detainees? We have a 90-day right to stay in this country, and the police is openly saying, yeah, you could stay in the country, and on statements and to media they say we could stay in the country, but they make us feel so tight for no good reason. They keep us in a ghetto kind of frame. Сотировски, дали сте во координација со полицијата? Има сега поплаки од овие луѓе дека се чувствуваат како во гето, како да се приведени и така натаму. Иако за нас оваа група нема третман на верска група, иако во медиумите и во јавноста често ја ословуваат со еврејската група, јас цело време го користам терминот групата странски државјани, затоа што тоа е она што треба да го акцентираме како фактичка состојба. Инаку од почетокот, со оглед на тоа што мета на дискриминација е нивниот надворешен изглед, што го ценам како најпримитивниот облик на дискриминација, а сметам дека тоа е некоја манифестација на нивната вероисповед, проявив интерес и стапив во контакт со Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност, уште при првиот ден на нивниот престој во нашата држава, од каде што цело време добивам информации во однос на безбедноста на нашето општество, на нашите граѓани, можностите да бидат на било каков начин загрозени, кои што апсолутно ги отфрламе како можност, но и безбедноста на... Се станува збор за миролюбива група на луѓе. Апсолутно миролюбива, кое што нема никаква цел поставено во нашето општество било како да делува или да се врзе со одредена структура тука. Сега за нивната безбедност. Така, и тоа е многу важно и тоа говори за нас како општество, но и за нас како држава. Мене не ме загрижува посветеноста на институциите кои што се задолжени за безбедноста тука, да ја гарантираат нивната безбедност. Мене ме загрижува во одредена смисла реакцијата која што општеството тука ја има, што говори дека видете, ние сме подрачје, ние сме држава каде што традиционално со векови се напластила меѓуверска толеранција, но и меѓучовечка. Македонија е крстопад. Абсолютно. Сега на реакциите, но како да не е така. Токму во тој контекст, Македонија е крстопад на култури со милениуми, а ние денес реагираме бурно само затоа што некој нас не изгледа нејасно. И јас не верувам лично дека ваквата реакција се должи на тоа што луѓето се информирани вистински во што верува оваа секта. Напротив, мислам дека првичниот порив за реакција е нивниот изглед, што е за осуда и не е во ред. Од друга страна, мислам дека е малку и регионално повлекува реакција, затоа што и други држави на сличен начин ја пречекале. Па медиумите, знаете, информациите патуваат побрзо од било кога. Пред Северна Македонија беа подолго во Босна, па имаше информација дека преку Црнагора стигнале во нашата земја, па имаше информација дека од Северна Македонија ќе одат во Албанија и така натаму, или веќе биле, па влегле овде. Вие ова поплака од групата за тоа дека се чувствуваат како во гето и во притвор го квалификувате како грижа на институциите за нивната безбедност? Апсолутно како грижа. Од моето лично искуство, при службено патување, да речам, во Грузија, кое што е прекрасна и развиена држава, се случија одредени настани немили во градот, во главниот град, и сите делегации што бевме дојдени од различни држави, полицијата не замоли да не го напуштаме хотелот. Иако се разбира, беше за сосем друг тип на проблеми во тој момент. Тоа е можно да се случи. Замислете што би се случило доколку институциите не водат грижа, а имаме, евидентно е дека кај одреден мал дел од нашите граѓани неприфаќање, негодување,
А тука може да се искористи таа плодна почва за проблеми и од структури кои што не им мислат добро на државата, па дополнително да достават масло на огнот. На што мислите конкретно? Мислам дека кога имате индиции дека има негодување, дека тоа не се прифаќа кај дел од општеството, не кај сите се разбира, може некој тоа лесно да го злоупотреби, да направи проблем и на тој начин негативно да влие на угледот на државата меѓународно. Луѓето имаат право на 90 дена престој како туристи, тоа е туристички практично како странци престој. што имаат легален престој, да. Сега имате сознание од контактите со МВР до кога мислат да останат овде? Тие зборуваат за потребата да го напуштат хотелот, да најдат куќа, бидејќи им е скапо во хотел да престојуваат. Првичните информации кои што ги добив говорија дека уште во вторникот треба да напуштат нашата држава кон граничниот премин со Албанија, но тоа не се случи, се смени нивниот план. Знаете, сепак говориме за прашање што е во приватната сфера. Доколку ние, како државјани на нашата држава, одиме во нивната матична држава. Државата нема право да не праша кога точно ќе заминете, затоа што имаме легален престој. Така да информациите за нивното заминување во овој рок од 90 дена легален престој треба да ги добиеме од нив. Во моментов таква информација, барем јас, релевантна немам. Ако е точно групата брои 37, од кои 18 се деца. Според јавно достапните информации, да речеме при престој во Канада, дел од овие луѓе се соочиле со проблем со тамошните власти затоа што децата не одиле во училиште. Нашата држава тој тип на прашања не ја интересираат. Ја интересираат и тоа како, но знаете, проблем и тука доколку одредена група на наши државјани во нашата држава имаат бунт кон институционалниот систем и не ги праќаат своите деца на училиште или било која друга форма на граѓанска непослушност, да ја квалификуваме како таква. Но нас нема зошто да не грижи кога туѓи државјани во нивната матична држава имаат одредени проблеми со системот и не се вклопуваат во институционалната рамка. Тоа е нивни проблем. А во моментот сакате да кажете тоа не е наш проблем. Ниту е можно да биде кај нас проблем. Добро, вториот настан кој доби големо медиумско внимание деновиве е поврзан со верските заедници е изјавата на владиката Агатангел на Свети Трифун во Кавадарци, во која ја величеше улогата на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Предлагам да го слушнеме Агатангел, но и реакциите на министерот Горан Милевски и на лидерот на ВМРО ДПМН кои присуствува на тој настан, па ќе ги коментираме. Да ги видиме. Длабоко од душата и срцето верувам дека нашиот председател на најголемата и најсветла партија ВМРО ДПМН, господинот Мицковски, се она што го дадовме, верувам дека ќе го вратиме назад. Први со него, а потоа и со Божја помош. Јас верувам дека Бог, Спасителот наш Исус Христос, Мајката Божја Богородица, која е заштитничка на оваа света македонска земја, ќе му помогне него и на сите негови соработници да се она што е наше свето македонско национално ќе го вратиме назад и нема да дозволиме некој кој не ја чувствува Македонија емоционално да ја одредува судбината на нашата македонска земја. Мислам дека е срам за мантијата која што ја носи и повеќе му прави срам на црквата отколку што тој самиот си прави срам за себе си, бидејќи да беше свесен што зборува, тоа немаше да го кажи. И како што кажа, како што црвите и мувите се штетници за лозарите, така господинот Агатангел, ако можам да го наречам господин, е штетник за црквата, за народот и за граѓаните. Не сметам дека е потполувачки. Мислам дека е достоинствен, затоа што ги рефлектира националните интереси и повикува на обединување околу националните интереси, ако внимателно го следевте. Даријан Сотировски, директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи, е во студиото на 360 степени. Имаше коментари дека ова е повреда на принципот на секуларност. Дали може да го подведеме под тоа? Станува збор за изјавата на владиката Агатангел? Знаете, секуларноста како уставно-правен концепт може многу рестриктивно да се толкува и многу широко.
Така да различни теоретичари различно ќе го подведат, но тоа теоријата не е толку важна и пресудна. Јас ваквиот настап го квалификувам како крајно несоодветен. Лично, со оглед на прекрасната соработка која што имам со Македонската православна црква, која што имаше став дека се оградува од неговиот личен настап, не би медиумски полемизирал многу во детали во однос на ова. Се што сметав дека е направено како пропуст, го напишав во писмениот допис, кој што веќе утредента го испратив до синодот. Значи реагиравте и официјално. Апсолутно. Ценам дека некогаш реакциите не треба да бидат медиумски експонирани, туку треба да допреме до суштината на проблемот. Очекувате одговор од МПЦ сега на таа реакција? Јас се надевам дека соодветно ќе биде разбрано укажувањето од Светиот архиерейски синод и од поглаварот, па дури и од митрополитот Агат Ангел. Но знаете и вие дека не е прв пат, не е единствен пат да слушаме вакви, да кажем, партиско-политички агитации. Многу често се случува во џамиите, да речеме, пред избори, верниците таму да бидат упатувани, како треба да гласаат и така натаму. Знаете, за мене нема лоша критика кон власта доколку е издржана. И секоја власт заслужува, доколку сака развој на себе си, да биде критикувана. Само така расте. Во тој поглед, тука ништо не би коментирал. Но имам сериозни резерви по однос на тоа да се пропагираат личности или политички субјекти, дури и од лица кои што вршат државни функции. Сметам дека не доликува. Не само од црковен или верски великодостојник, туку од било кој носител на јавна функција, затоа што покрај правата имате и обврски кои што налагаат едно многу повисоко ниво на одговорност. Вие одговарате пред сите граѓани на државата, кои што посредно, нели, во демократски услови, преку нивната волја изразена сте го добиле мандатот. Рековте писмено сте реагирале до Светиот синод на МПЦ. Ова ви е прва реакција откако сте директор или досега сте имале реакции на ваква основа? Не до МПЦ, генерално зборувам. Дали сте имале ваков тип на? Сум имал реакции во повеќе наврати. Еден подолг временски период немало таква причина да имаме како оваа за да се реагира, но имало и многу усни разговори. Уште еднаш акцентирам дека имаме воспоставено еден партнерски однос. Навистина разговараме ние за работите, не се надмудруваме и не дебатираме како спротивставени страни. И само кратко, дали според вашите сознанија нешто се случува на планот на евентуално признавање на автокефалноста на Македонската православна црква, Охридска архиепископија? Знаете, тоа е еден долготраен процес. Во него се вградиле многу генерации, а мислам дека и во иднина тој ќе си продолжи. Имам една доза на објективно издржана еден оптимизам, да речеме, држи, со оглед на информациите. После решавањето на прашањето за името? Тоа сигурно дека придонесува во тоа насока, но не само тоа, затоа што сметам дека нашето прашање црковно е на некој начин наметнато, вештачко измислено. Сметам дека Македонската православна црква е автокефална по сите атрибути кои што ја исполнуваат тој критериум и треба само тоа да биде препознаено од православната екумена. Зошто тоа не е признаено? Апсолутно дека и политиката има свое влијание, но сметам дека треба да се продолжи на овој курс кон креирање, кон создавање на пријателства, како меѓучовечки, така и меѓудржавни цркви. Имате свој став за дилемата каде треба да се бара решението, дали кај Цариградскиот патријарх или во разговори со Српската православна црква? Видете, ова е црковен спор и црквата го решава црковниот спор. Јас сум на ставот дека државата не треба да поставува патокази на тој пат, туку треба да биде тука да помогне во напорите кои што црквата ќе си ги определи каде ќе ги насочи. Апсолутно сега во овој момент е релевантна, тоа е факт, дека политиката на САС на МПЦ е насочена кон Вселенскиот патриарх Вартоломеј и тука сите државни институции кои што можеме сме во таа насока да ги помогнеме тие напори. Има еден интересен детаљ кој што можеби не доби многу на јавноста, тоа е честитката од Вартоломеј за изборот на
актуелниот председател на владата, на премиерот Димитар Ковачевски, таму веројатно постои некаква врска од претходно. Имате некакви сознанија околу тоа, бидејќи мислам дека Вартоломеј не честита секому за избор на премиер. Да, тоа е малку повеќе од дипломатски гест на Вселенскиот патриарх. Ценам дека е свесен за околностите во кои што пребива нашето општество и крстопатот во кој што се наоѓаме, и сметам дека треба да се свати како поддршка за нашите напори да продолжат и понатаму. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Јас на истите теми сега ќе продолжам да разговарам со двајца мои колеги, со Андреа Богдановски, кој што на овие теми работи од Велика Британија. Благодарам уште. Имате одлични соговорници, посакувам успешна дискусија, благодарам за поканата. Продолжуваме. Истиот корпус на прашања го третирам и со моите следни гости во студиото, мои колеги новинари, Маријан Николовски, добро вечер, добре дојде. Добро вечер. И Бранко Ѓорѓевски, добро вечер, добре дојде и за вас. Добро вечер. Првото моје прашање ќе биде поврзано со престојот на еврејската група Лев Тахор во земјава и реакциите кои што ги предизвикува кај локалното население. Ѓорѓевски, дали ви изненадува овој тип на реакции од граѓаните? Се разбира, не може да зборуваме сега генерализирано за сите и така, се работи за дел од граѓанството. Да, меѓутоа, иако се работи за дел од граѓанството, сепак шокантно е однесувањето. Мислам дека во наша македонска историја никогаш не сме покажале таква една негостопримливост кон една група во која што се жени и деца. Знаете, сега може да се барат причините зошто се покажува таква агресивност, зошто таква нетрпеливост, знаете. Може да бараме причина сега дека се работи за некоја еврејска група, па сето тоа да ставиме во контекст на случувањата на Блискиот Исток меѓу евреите, Израел и Палестина и соседните држави. Може да се бара тоа дека верските групи не ги следи баш некој добар печаток со оглед на сите оние инциденти што се случувале во изминативе години во разни земји, знаете, може да тоа да се бара, меѓутоа тоа не може да биде причина, особено од аспект на тоа што таа група со ништо не покажала дека прави некаква опасност по своја околна средина, знаете. Затоа мислам дека главните причини треба да се барат во едно чувство на несигурност, на чувство на загрозеност со кое што ние живееме овде во Македонија, знаете. А такво чувство не следи сите овие децении, да кажеме, од распадот на Југославија, кога нели се поставуваше опасност дали ќе обстанеме како држава, дали крвавата војна ќе се пренесе во Македонија. Сето тоа беше еден голем извор на несигурност. Сега пак некој чувство дека некој дошол нешто да ни земе. Да, токму тоа, бидејќи и сега нели имаме пак такви чувства врзано у контекст на договорите со соседите, ни се бара одземање на идентитетот, пак се поставува прашањето дали се прават некакви глобални сценарија со Македонија, дали ќе исчезнеме како народ. Знаете, сето тоа води полека кон една медицинска терминологија на причините зошто ова се случува. Односно, треба да се бара во чувство на една несигурност, на анксиозност, на некоја ксенофобија што се насочува кон поинаквите од себе. Тоа не зборува убаво за нас, бидејќи повторувам, ние ретко кога сме покажувале таква нетрпеливост. Николовски? Васко, мислам дека ние сме држава на парадокси во генерална смисла и овој случај не е исклучок од сите тие други примери. Проблемот е што ние постојано сме полни со зборови за некаква демократија, зборови за некаква толерантност, зборови постојано зборуваме за некаков антифашизам, а носиме фашистички идеологии на себе кога зборуваме за тоа. Зборуваме за некаква верска чувство на самонадменост како православни припадници со голема доза на талибанизација на таквата идеологија. И сега овој случај го гледам низ призмата баш на таквите генерални парадокси на овој општество. Особено голема вина има медиумите што представија една сосема поинаква слика од типот, може да прочитам дека луѓето на таа еврејска заедница малтене јадат деца, јадат собствените деца. Во основа, мене не ми е многу позната нивната вера, но нивното верување, односно во еврејска заедница, од она што успеав да разберам и да
најдам во основа не се разликуваат многу од, да речеме, зилотите во православната црква, значи веруваат во некои своји догми на еврејската религија кои што се тврди на Тората и не се разликуваат многу и не опасноста не е во тоа, веројатно непознавањето, незнаењето и стравот од непознатото беше пресудно за овие реакции. Сте чуле тезата дека можеби некој не тестира на антисемитска основа? Не сум ја слушал, меѓутоа можно и тоа, меѓутоа Бидејќи станува збор за група која што оди од држава во држава, беа во Босна извесен период, поминаа преку Црна Гора. Од политичка идеологија што успеав да разберам дека они веројатно сметаат дека Израел и не мора да постои како држава во политичка смисла, затоа што Бог е тој, нели, кој што ја има филозофијата на државното уредување, така што ако е нешто спорно, да речеме, со од политички аспект, веројатно би било тоа. Јас не пронајдов нешто друго, за да има толкава генерална омраза, да речеме. Добро, овде ја затвораме оваа тема, одиме на следниот пункт, а тоа е темата за признавањето на Македонската православна црква Охридска архиепископија и тоа во контекст на руско-украинската криза. Дали и како се влечат тие релации? Прво ќе го прашам Андреа Богдановски, докторант на Универзитетот во Бакингем, Велика Британија, каде работи и истражува на црковна политика во православната црква. Добре дојде во 360 степени, Богдановски. Добре најдеш. Дали е претерано кога руско-украинската криза ќе ја доведеме во врска со напорот, желбата на Македонската православна црква да биде признаена? Па мислам дека индиректно може да се повлече паралела во делот на геополитичките поместувања на црковен и на политички план. Она што често ме изненадува во анализите на западните аналитичари е дека често изоставуваат црковната разврска по однос на украинското прашање за автокефалија, кое што Путин го смета за директен удар како врз руската црква, така и кон Русија, со цел да се намали нелегитимитетот за елементарна хронологија на настаните, за да им биде јасно на гледачите за што станува збор. 2019-та така Цариградската патриаршија решава да издаде томос за признавање на украинската црква, што не е баш благопријатно примено во Москва. Апсолутно, и дури Путин има свикано и Совет за национална безбедност во октомври 2018, кога веќе беше јасно дека ќе се дојде до автокефалија, на кој што се разговараше ова прашање. Значи, тука можеме да го гледаме делот на паралелата и како тоа се разрешува на црковно-политички план и како тоа има влијание врз регионот на Југоисточна Европа. Москва во овој дел апсолутно го следи секој чекор на Македонската православна црква и бидејќи го поврзува истото со украинското прашање со цел дополнително да го делегитимизира напорот на МПЦ за здобивање на автокефалност, а со единствена цел да се го реши црковното прашање кое што и се наметна со создавањето на новата православна црква во Украина. Значи станува збор за еден геополитички потек кој што дефинитивно има репрекусии и врз Балканот. Поедноставено, ако МПЦ сега шансата за свое признавање ја гледа во диалог со Цариградската патриаршија, тогаш со оглед на силните руски реакции во моментот кога Цариградската патриаршија реши да издаде томос за признавање на Украинската православна црква, тогаш би требало да заклучиме дека сега слабеат шансите на МПЦ во намерите што ги има и во желбата што ја има. Мислам дека во оваа година, поготово кога станува збор за ова прашање на надеждите за македонското црковно признавање, не се доволно силни, доколку се земе предвид дека навистина притисокот на Руската православна црква по украинското прашање и кон нападите на Вселенскиот патриарх со крилото на поддржувачи на Руската црква, првенствено тука е Српската православна црква, е многу силно. Истовремено гледаме голем број на поместувања и од другата страна кај Вселенската патриаршија за начин да се одбрани од овие напади од Руската православна црква, така да мислам дека прашањата се навистина големи и македонското црковно прашање не гледам дека имам прозорец за можности, како што тоа беше случај, да речеме 2018
18-19 за негово решавање. Ве молам да останете на видео врска, ќе ги вклучам сега и Николовски и Ѓорѓевски. Николовски има информација дека има иницијатива од Српската православна црква по подолг застој во односите и комуникацијата со Македонската православна црква, и тоа официјално писмо испратено од српскиот патријарх до поглаварот на Македонската православна црква со иницијатива да се возобнови диалогот. Така, и дека тоа се случило пред Нова година. Мислам дека пред Нова година точно е, и тоа е веројатно после 2015 година конечно некаков одговор од страна на Српска православна црква. Интересно е што во писмото кој што го пишува Порфири зборува за средба на ниво на синоди и ниво на поглавари. Тоа е неверојатно некое ниво кое што до сега не беше карактеристично. Но она што мене ми е познато е дека Македонската православна црква поприлично коректно одговорила на тоа писмо, не ја отфрлила можноста за средба, но со оглед на тоа дека пред Вселенската патриаршија е почнат процесот на барање на апелационото право за посредништво од страна на Вселенската патриаршија, понудата е веројатно и со оглед на тоа дека Вселенскиот патриарх испратил и ново писмо до новиот патриарх на Српската православна црква за средба во Фанар во Истанбул, така што одговорот веројатно е дека таква средба би е можела да се случи, но на територија веројатно во посредништво заедно со Вселенската патриаршија. Овде е многу важно да се напомене дека Македонската православна црква во овој момент треба да успее да ја избегне замката која што Српската православна црква се обидува да ја наметне, а тоа е да се дојде до некаков привиден договор кој што го форсира и самата Руска православна црква меѓу МПЦ и Српската православна црква, кој што би овозможил бајпасирање на оној период од 80 години кога Српската православна црква нема никаква юрисдикција на територијата на територијата на денешна Македонија, и што е главниот и клучен аргумент за МПЦ зошто ние го бараме правото за апелација пред Вселенската патриаршија. Замката е во случај затоа што Српската православна црква теоретски можности не постојат, нити пак канонски можности постојат за добивање на некакво право на автокефалност, е да го поврати формално правно своето влијание во Македонија. Они се обидува преку поа да го направат тоа, но суштински е тоа не воспоставено, да го направат на следниот начин, да се договорат, да ја убедат македонската страна дека треба да влезат во повторно канонско единство со Српската православна црква и кое да се остави на долг период, потоа да се реши конечното прашање. Таа е онаа замка која што всушност би ги избришала 80-те години формално правно не влијание на нивно овде и го ускратува можноста ниво на автономија, а не на полна автокефалија. Да, затоа што процесот на автокефалност секако на крајот од денот ќе заврши Вселенската патриаршија и да се договорат СПЦ и МПЦ на решавање на статусот канонски, процесот на автокефалност пак ќе заврши ке Вселенската патриаршија, затоа што Вселенскиот патриарх е оној кој што го става потписот на томосот за Вселенска за автокефалност. Чистиме за Но проблемот е во тоа, во моментов Македонската православна црква има многу поголеми можности да го добие правото на автокефалност заради тоа што Српската православна црква де факто од 41 година нема юрисдикција правна освен формална на оваа територија. Невозможноста да се управува таа црква на кој што и се дадени епархиите во случајот Српската православна црква му го дава правото на Вселенскиот патриарх да одлучи што ќе прави со тие епархии кои што тој 22 година ги дал на СПЦ. Но за да се избегне ова замка за кој што зборува и Богдановски, реакциите од Руската православна црква, добро е во целиот тој процес да биде и вклучена и Српската православна црква, се разбира. Проблемот се решава во еден викенд, тоа му кажувам неколку пати. Едниот од кој што може и Српската и Руската православна црква нека биде гарант на тој процес. Вселенскиот патриарх Вартоломеј би бил среќен доколку двете цркви, Српската и Руската, се согласат дека ние како Македонска православна црква можеме да имаме автокефалност. Но проблемот е што тие не сакаат да се согласат со статусот, не со именувањето на црквата или било што. Нека дојде Рускиот патриарх овде, нека отслужи литургија со македонскиот архиепископ, нека заминат на Врачар, нека отслужат сите тројца
заеднички и нека потпишат, па макар и писмо во кое МПЦ би рекла дека се кае како што го направила Бугарската црква 45 година за расколот од 80-70 години назад, го прифаќа единството и следниот ден дека го известат Вселенскиот патриарх дека проблемот на територијата во Македонија е завршен. Нема проблем, црквата која што ја има формалната юрисдикција се вика така и дека Вселенскиот патриарх може слободно да издаде томос. 2 дена после тоа ќе го потпише Вселенскиот патриарх томосот, но тоа нема да се случи. Тоа е како фантастичен филм, разбирате? Затоа што целта е на Српската православна црква да не отстапи од духовната врска меѓу двете држави. Георгиевски, дали ви влева некаква надеж оваа нова иницијатива од СПЦ? Ми влева надеж тоа што Вселенскиот патриарх покажува дека воопшто не се плаши од сите постапки кон што во однос кон него ги прави Руската, а и Српската православна црква. Неколку пати досега он покажа дека оно што го наумил да го прави со Македонската православна црква ќе го спроведе. Каков ќе биде епилогот на крај, ќе видиме, се надеваме дека ќе биде позитивен. Меѓутоа, дали е важно за публиката да кажеме дека сепак овој прозорец на можности доаѓа по Преспанскиот договор и по решавањето на прашањето за името? И второ, затоа што сепак Вартоломеј се смета дека има добри релации со политичката елита во Вашингтон. Да, може да се каже првото дека е врзано со Преспанскиот договор. Знаеме дека тој голем проблем што беше со уставното име на нашата држава се тргна. Ние плативме многу голема скапа цена со таа промена. И сега, еве, на некој начин, барем да се надеваме дека ќе добиеме некој бенефит од тоа наше големо откажување, голема жртва што сме направиле. За влијанието на Вашингтон не би се согласил јас со тие тези кои што доаѓаат од Москва или Белград, дека оно што се прави овде и во Украина што е направено е резултат на политички влијанија кои што Западот го има врз Вартоломеј. Јас сега немаме време толку да зборуваме, меѓутоа Вселенскиот патриарх во 2016 година се согласи со воведување на принцип на консензус кај православните цркви кога се работи за добивање на нова автокефалност на цркви. Значи, он беше подготвен да се откаже од своето право сам да се издава томоси на автокефалност, што до тогаш го имаше и ги даваше на другите православни цркви. Знаете, тоа беше еден голем потег од него и јас се сеќавам со Маријан баш дававме коментари во јавноста дека тоа беше голема победа на Руската православна црква, бидејќи го принуди Вселенскиот патриарх да влезе во таа шема на консензус каде што сите 14 православни цркви ќе решаваат за нечија нова автокефалност, а значи и за македонска. Меѓутоа, она што се случуваше со Вселенскиот собор на Крит 2016 година кога Руската црква и уште неколку други го бойкотира соборот, јасно покажа дека влогот е нешто друго и желбата на Москва нешто друго. Тоа е третиот центар на православието да се пресели од Истанбул во Москва. Тоа Вселенскиот патриарх виде и тогаш му стана јасно дека се работи за таа главна битка и во која што он сега не сака да попушти. Конфронтација е отворена, православните цркви веќе се групираат. Забележуваме тоа дека Руската и Српската православна црква, освен Полската и Чешко-Словачката и Антиохиската црква не добиваат нови сојузници и покрај сите напори, покрај толку години поминати од 2016 и од признавањето на Украинската православна црква, значи отворен процес од кој што Вселенскиот патриарх сака да се го задржи она своја позиција и она свое влијание кој го има во православието и добива на тој план своји сојузници. Веќе го поддржува Александриската патриаршија, Кипарската црква, Грчката православна црква, што не се мали и беззначајни цркви. Останува сега како ќе се позиционираат романската, албанската, грузинската црква, Ерусалимската патриаршија, а тоа ќе го видиме во наредниот период. Индикативно е што не застана на страната на Москва. Добро, не застана на страната на Цариград, меѓутоа и тоа е некој сигнал, знаете, бидејќи Вселенскиот патриарх е изложен на тешки обвинувања. Така да мислам дека он покажува сега дека не се плаши, дека не се премислува, дека нашето барање е во процедура, фактот дека инсистира на средбата во
во Истанбул со македонската и со српската православна црква покажува дека тој сака да биде клучен арбитар во целиот спор. Да. Богдановски, се уште сте тука. Сакам да ве прашам и вас, што мислите за оваа нова иницијатива која што доаѓа од српска страна, па одговорот од македонска страна? Па мислам дека ова е иницијатива за која што се говори долго време, доколку се земе предвид дека Српската православна црква стои на стојалиштето дека претходно не можеше да инициира ваква порака кон МПЦ заради прогонот на архиепископот Јован. Меѓутоа индикативно е она што подавањето на рака од страна на СПЦ кон МПЦ се случи на почетокот, доколку се вратиме назад неколку години, веднаш кога Зоран Заев се реши да упати писмо кон Вселенскиот патриарх. Значи, овој процес го гледам, вака грубо речено, како начин за превземање на топката од страна на Вселенската патриаршија назад во рацете на Белград, за тоа што црковен Белград на тој начин би имал повторно можност да го диктира процесот, да ги диктира условите под кои би се довело до некакво решение во однос на македонската православна црква и темпото по кое што би се воделе овие разговори, нешто што да речеме е спротивно на заложбите и она што го слушаме од македонската православна црква, која се уште гледа и ги има умерено своите надежи во однос на Вселенската патриаршија. И тука го гледам можниот начин на действување во тоа дека СПЦ сака во своја рака да го преземе повторно случајот со МПЦ. Богдановски, благодарам за гостувањето во 360 степени. Ние уште малку ќе продолжиме со гостите во студиото. Со директорот на Комисијата за односи со верските заедници го начнавме фактот дека Вартоломеј реши да го честита изборот на Димитар Ковачевски за председател на владата, што е малку невообичаен. Прв пат случај во официјалниот билтен на Вселенската патриаршија да влезе Македонија со такво протоколарно писмо. Како се објаснува тоа? Тоа е некаква врска од претходно или? Не, прв пат е случај Вселенскиот патриарх. Значи како и Не велам дали има Ковачевски Вартоломеј некаква врска од претходно, и наводно станува збор за некаква релација за која што јас не знам многу детали, но наводно Ковачевски посредувал и за дел од претходните средби на високи македонски представници во ФАНАР. Не ми е познато тој, не можам да го коментирам дали и какви врски има, а од настапите на Ковачевски ми изгледа поприлично секуларист човекот, така што не знам, но знам дека е прв пат случај во билтенот официјален на Вселенска патриаршија да влезе Македонија со едно такво протоколарно писмо, што може да се толкува секако како давање уште една надеж дека сепак она што вели Ѓорѓевски дека Вартоломеј не се откажува од идејата да пред се православните верници во Македонија ги стави во канонскиот поредок, затоа што Српската православна црква пред 7 години и нив ги избриша од своето општење, така што денес, како порано не беше проблем македонец крстен во православна црква и србинка да се стапат во брак во српска црква, денеска е проблем затоа што српските владици ги тераат луѓето од Македонија крстени во МПЦ да се прекрастуваат во српската црква, па да можат да стапат во брак. До тој степен ја радикализираше состојбата СПЦ меѓу да ги исфрли од канонски поредок и самите верници, не само владици. Црковната дипломатија е главно тајна, ќе видиме што ќе донесат следните недели и месеци, што од ова за што вечерва зборувавме ќе стане видливо и за јавноста. Јас на самиот крај на оваа емисија сакам само кратко да ве прашам како ја доживеавте изјавата на владиката Агатангел од Свети Трифун, во која што реши да велича лидер на една партија, Ѓорѓевски? Па, мислам дека беше недозволиво таква изјава да се случи. Мене ми е жал што владиката Агатангел го кажа тоа. Вие сепак реагирате и на реакциите по неа? Да, знаете, ме разочара уствари и неговата изјава и реакциите во јавноста околу неа, знаете. Од кој аспект? Од аспект на тоа што владиката Агатангел треба да свати дека сгрешил во Кавадарци, знаете. Вчера го читам неговото соопштение, тој не признава, не го спомнува тоа дека направил грешка со тоа што ја велича конкретна политичка партија и конкретен партиски лидер. Тоа е недозволиво христијанство. Ја не знам во која земја и која православна црква
владиците си дозволуваат такви гестови, знаете. Јас се надевам дека таков еден гест нема да најде реакција во процесот на наше признавање како црква, бидејќи ние сме под постојани обвинувања дека сме партиска црква создадена од комунистичка партија, знаете. И затоа ми тешко паѓа тие папочни врски меѓу политиката и владиците кои што ни се случуваат во изминативе децении. Реакциите во јавноста беа такви кои што се укажува дека и другите правеле пропусти, правеле грешки, знаете, се врзувале со политиката. Сигурно дека имало такви случаи, меѓутоа треба да се свати дека не е проблем што имало и од другите грешки и пропусти, туку треба да се свати дека со тоа треба да се престане. Дека не е добро за црквата, нити како општество во целина да се прават поделби од партиски вид во верските храмови. Николовски? Во суштина, мене не ми смета тоа што Агатангел зборува, па макар и да критикува. Не ми смета и не мислам дека во едно секуларно општество владиците или представниците на црквите, верските заедници немаат право да коментираат општествени проблеми. На крајот од денот суштината на црквата е да биде прибежиште на обесправените, оние кои што се засегнати на било кој начин во општеството, онеправданите, но проблематично е што тој зборува за најсветата политичка партија, за најсветлиот лидер. Тоа се две сосема различни контексти. На крајот од денот, тоа не е негов гаф еден, тој имаше 2 дена претходно во црква, мислам, во Велес, благослови формирање на политичка партија, малкумини од јавноста знаат, тоа е и тоа политичка партија која не е регистрирана во Македонија. Никој не знае ни со каква програма е, но тој си дозволи да благослови формира политички партии. Преголемото канализирање и насочување на политичкото поле нема да направи од Агатангел голем патриот, него ќе направи само човек кој во црквата, веројатно, затоа што на крајот од денот православната црква, македонската православна црква не е црква само на македонскиот народ. Таа е црква на православните христијани кои што живеат во Македонија. Македонизмот и македонскиот идентитет не се поистоветува само со припадноста во црквата. Таквата перцепција во општеството 30 години наназад не доведоа да ние денеска од македонци кои се атеисти или македонци кои се католици, па и македонци кои се муслимани по своја определба, ги отфрлитме од општество, заради тоа што не припаѓаат на... Да бидат предавници. Па, не сакам да употребам зборот. Добре, јас го употребив. Ви благодарам многу што бевте дел од 360 степени. По паузата е новата саботажа. Постојањето амбиција и желба за остварување кариера во дипломатијата не е спорно, но потребно е да биде задржано барем елементарно ниво за нивно задоволување, особено кога избраниците треба да бидат лицето на државата пред светот. Во ситуација кога таква формалност фактички била изведена, па појавната реакција и декласификација повлечена, изгледа прилично недугаво вината да се бара во доушникот, а не во потекнувачот. Овие шпекулации и нецелосни информации излегуваат од затворена седница на влада и не сум во состојба да ги образложам, за жал, бидејќи пренесување на информација од затворена седница на влада е казниво според законот. Фалбите не се казниви, туку се добре дојдени ако со нив се цели кондоминација во законодавниот дом. Но сепак, пред да се одобри таков пристап, неопходно да се направи точна апроксимација на резултатот. Односно, да се исцрта границата, која сепак не сме да се поминува. Математички прецеденти. Во изминатите 100 дена започнавте повеќе од 1000 проекти. Или точната бројка е 1090 проекти за 100 дена. Еден рекламен плакат може лесно да го обремени и директното конфронтирање и наместо екзактност нуди паушалност, која се користи како орудие со кое фронтално се настапува во политичката битка. Пресилно употребениот збор доведува до едноставно разоткривање на манипулацијата.
Например, објаснете ми кои 33 градинки ги направивте вие во државата за само 100 дена. Никаде јас не чув дека е кажано дека ВМРО-ДПМН за 100 дена изградило 33 градинки. Интересно е дека сепак еден од успесите не е запишан, ама е видлив. Дистанцирањето од каменот во круната на локалните избори е се позабележливо, а незиното отсуство не само од пропагандниот материјал, туку и од отчетната манифестација е дефинитивно потврда на тезата. Градоначалничката не само што остана непофалена, туку и јавно почна да се жали дека некој намерно ја попречува да се докаже. И гледам секој ден саботажи, дури има и граѓани кои што гледам се организираат, па зимаат, фрлаат ѓубрења по општините за да презентираат поинаква состојба. Ниту втората капитална инвестиција не остана покус откако ја операционализира коалицијата. Сега се добива впечаток дека ја минираот и на никаков друг начин не може да се протолкува ставот за тоа кога и зошто е направена постапка со која се влијаело врз историјата. И најголемата грешка во државата е направена 90-тите години во времето на покојниот Глигоров, кој што многу го почитувам, Клјусеви и останатите политички авторитети, кога е дозволено да се формира политичка партија со предзнак ВМРО. И на крајот. Ова е само почеток. Доброто допрва доаѓа. Длабоко од душата и срцето верувам дека нашиот председател на најголемата и најсветла партија ВМРО-ДПМН, господинот Мицковски, се она што го дадовме, верувам дека ќе го вратиме назад. Верноста на црквата се докажува кон Бога, а не кон некоја партија. Владиците може да се занимаваат со политика, но само ако го слечат расето. Се друго е злоупотреба на службената должност, сторена со повреда на член 2 од Декалогот. Завршуваме, се гледаме повторно во понеделникот 22. Пријатно.